Да му се заблагодарам на министерот доктор Драган Тевдовски, затоа што ја испочитува најголемата и најрепрезентативна бизнис заедница да дојде на посебна средба со нас во рамките на расправата за буџетот за 2018 година. Тоа го цениме како изузетно почитување и гест заради тоа што кај нас членуваат компаниите кои создаваат 90% од бруто домашниот производ во индустријата. Преку 90% од вработените во индустријата се наши членки и преку 94% од профитот се остварува во компаниите членки на Стопанската комора на Македонија и сигурно тоа е многу значајно за да можат да се слушнат квалификовани и квалитетни мислења во овој период кога се врши расправа за буџетот за 2018 година. Секоја година се состануваме во ваков состав и таа традиција ево можеме да потврдиме со министерот дека ќе се реализира секоја година, не од кога ќе се донесе буџетот, него буџетот кога ќе се концепира и така натаму да се слушни мислењето на тие кои што во најголем дел го ствараат буџетот во Република Македонија. Еве за прв пат можеме да зборуваме за предлог буџет, значи со вас тука, значи јас се согласувам дека тука вие ги водите фирмите кои што го создаваат најголем дел од бруто домашниот производ и мислам дека ова е важен настан, бидејќи прв пат веројатно во историјата на Македонија го правиме. Сега и ова во целост се совпаѓа со нашите определби. Ние мислиме дека за Македонија да оди напред мораме да ја отвориме транспарентноста и да дозволиме дебати. Значи не е ништо страшно да има различни мислења, но треба да се отворат работите и да се зборуваат. Сега јас чисто ќе ве потсетам и минатата недела во Министерството за финансии за прв пат исто така во историјата на Македонија на јавен настан беше оној предлог буџет. Министерството за финансии своите ставови ги искажа јавно, ги отвори за медиумите. Исто така минатата недела за прв пат имаше дебата помеѓу министри за финансии. Ние мислиме дека гледате има сега сигурно во јавноста се слушаат различни мислења, има големи барања, големи потреби, ние сме свесни за тоа, но од друга страна ние знаеме каде сакаме да одиме, што да направиме, па затоа ќе ми дозволите да ги искажам, значи главните контури на буџетот. При тоа ќе се осврнам на тоа што веројатно вас најмногу ќе ви интересира, тоа е за што во економскиот дел. Околу буџетскиот процес, главно нешто е дека практично се започна со доставувањето на буџетските циркулари до сите буџетски корисници. Законскиот рок е 15 јуни. Ние ги добивме назад, потоа направивме работна верзија на Министерството за финансии, поминавме еден процес на преговори со сите буџетски корисници. Сега гледате во јавноста има големи потреби, барања, еве чисто ќе кажам дека буџетските корисници има поголеми потреби некаде за 500 милиони евра, иако ние сите нивни практично желби ги вклучевме. Денес Македонија ќе имаше буџетски дефицит од 8% од БДП. Така да знаете дека тој процес е сериозен и сега ние во финансија правиме работата да дојдеме до некој резултат. Да знаете дека ова што ќе ви го изложиме сме го завршиле процесот со буџетските корисници. Друго што треба да се каже тука, до 15 ноември имаме законски рок владата да го усвои буџетот и да го прати во собранието. Се уште владата значи практично не го усвоила буџетот и затоа ова е за прв пат во историјата дека прв пат зборуваме не за затворен буџет, туку за нешто што е во процес на создавање. И јас, тоа што го кажа и председателот Азерски, значи го потврдува, мислиме дека така е исправно, ова е прв пат, ќе го продолжиме и со наредните буџети следните години и уште повеќе ние веќе значи работиме на тоа да го промениме во Македонија среднорочното буџетско планирање. Што значи тоа? Добро знаете дека многу години наназад буџетите се правени само гледајќи ја една година. Значи само практично ако сега го правиме само следната година. А тоа не е добро, бидејќи ако сакаме да одиме во вистинска насока,
во Македонија мора да гледаме и во буџетскиот процес повеќе години нанапред. Така прават понапредните земји. Ние работевме, заедно имавме огромна поддршка пред се од Финска, експерти работеа во Министерството и значи ќе отвориме, практично сакаме да го промениме законот за буџети, со кој што во реалност ќе воведеме среднорочно буџетско планирање. Исто така, ова сега што го правиме во моментов, овие дебати ќе ги поставиме како систем, да постојат, значи да биде отворен за јавноста процесот. Една од алатките која што покрај ова користевме беше граѓанскиот буџет, значи кој што повторно ќе го направиме за јавноста, посебно не експертската јавност, да има многу по голем пристап и информации за буџетот. Ова се први пионерски чекори, но сакам да ви кажам дека нема да завршиме тука. Планот е да навлеземе многу повеќе како во многу поразвиените земји да го направиме. Работиме целиот овој процес заедно со ЕУ, и тоа е еден од поважните елементи на стратегијата за управување за јавни финансии, која што ја финализиравме и која што Македонија има. Треба да знаете дека Македонија немала никогаш до сега, посебно не со ЕУ, и никогаш немала стратегија за менување на најбитните елементи на јавните финансии до 2021 година. Како и во јавните финансии, во други многу области, секогаш адхок се правеле промени. Сега точно знаеме каде сакаме да стигнеме некаде до 2021 година. Одиме околу овој буџетскиот процес, значи макроекономските проекции, што е клучно. Министерството за финансии со тоа што го за прв пат практично направи, го ревидиравме реалниот тековен за 2017 година БДП, ние на 1,6%, инаку со ребалансот на буџетот беше поставен на 2,2%. Зошто? Бидејќи оние податоци кои што ги објави Државниот завод за статистика, посебно за првото полугодие на годината, значи ние сакавме да ги земеме во предвид. Зошто е ова многу важно и зашто го апострофирам дека за прв пат правиме ревизија, значи на ревидирање на тековниот БДП со излегувањето со буџетот за следната година, бидејќи ако не го направевме тоа, ние проекцијата на буџетот за 2018 година ќе ја направевме со многу повисока основа, нереална основа, и потоа проектирањето немаше да ни биде кредибилно. И така се случуваше многу години наназад. Значи ние таа пракса ја прекинуваме и правиме ревизија уште сега за да имаме реална основа и проектирањето да биде добро. Исто така треба да знаете дека тоа што е проектирано како буџетски дефицит за 2017 година 2,9% од БДП, ние сме сосема сигурни дека ќе биде во рамките на таа проекција годинава. Значи нема да излеземе надвор од неа. Следно нешто. Околу главните фискални проекции, сега гледате овде дека вкупните приходи се проектирани на 193,5 милиарди денари, расходи 211,7 милиарди денари. Што е клучно? Буџетскиот дефицит ние за буџетот за 2017 година, за 2018 година го проектираме на 2,7% од БДП. Сега, за жал, кога излеговме за прв пат со јавната дебата, медиумите скоро и да не го експлоатираа овој податок, но ова е еден од клучните, бидејќи со ова ние јасно покажуваме дека сакаме да направиме фискална консолидација на среден рок и дека ние ја почнуваме. Имаме 2017 година буџетски дефицит од 2,9%, сега проектираме буџетски дефицит од 2,7%. Висината на буџетскиот дефицит е направена за да ја овозможи на економијата да излезе од она економско забавување, намалување на економската активност, но од друга страна и да покаже дека ние сакаме да направиме консолидација. И ќе видите со она што го предлагаме тука, дека ние веќе вклучуваме мерки кои што ќе почнат да прават, значи, консолидација и на страна на расходи и на страна на приходи. Околу финансирањето на дефицитот, значи, нашата идеја е да ги користиме двете можности, 2018, и од домашни извори, и од
да имаме можност и да одиме на меѓународниот пазар. Такво нешто имавме и со ребалансот. И еве сега веќе во ноември можеме јасно да кажеме, тоа го кажувавме неколку пати, поради поволните услови на домашниот пазар ние не се одлучивме да излеземе со евроврзница, но од друга страна за 2018 година, значи таква можност не исклучуваме. Зошто? Заради конструктивниот меѓународен пазар, но исто така има и некои работи кои што ги земаме во предвид на нашата анализа кога би направиле нешто такво, е тоа што започна да оди оној процес на ФЕД на затегање на политиките и се очекува нели каматните стапки да растат. Тоа е едната страна. Втората страна е, ние знаеме дека во моментов пазарите одлично ги перцепираат меѓународните пазари изгледите на македонската економија. Трите постојни евроврзници кои што котираат на меѓународниот пазар имаат историски најниско ниво на yield. Тоа значи дека ние во тие рамки ќе донесуваме одлука. Океј, на страната на приходите ние се одлучивме она што тоа што вие доста сте прашувале до сега, значи околу воведувањето на поправедно, прогресивно оданочување, посебно кај персоналниот данок, да го воведеме од јануари 2019 година. Зошто? Бидејќи најголема причина е она што многу години сме го слушале, посебно од вас, дека не е добро во Македонија промените на законите да се одвиваат многу често и да се одвиваат на многу краток период пред нивната примена. Значи, ние сакаме да оставиме период на прилагодување. Мислиме дека ова е добра пракса, значи, апсолутно. Ние како Министерство за финансии сме цврстно уверени. Многу време работиме на тоа, дека како да го воведеме прогресивниот персонален данок на доход, но не сакаме практично да ви дадеме простор за прилагодување, простор да се изработат софтвери, да се направи се и тој да биде како што треба. Мојот личен став е дека треба да направиме се ова да биде воведено како што треба. Затоа ние веќе имаме одлична поддршка од Холандското министерство за финансии, исто така работиме со ЕУ за овие промени на даноците да ги направиме во насока на ЕУ регулатива и на добри стандарди. Не брзаме никаде, бидејќи тоа што го почуваме како консолидација, мислиме дека имаме простор да го направиме паметно и без никакво брзање и практично и да ги слушнеме ставовите на сите засегнати страни. Сега, во овој буџет, кај овој предлог буџет, ние предлагаме практично две работи кои што ќе донесат поголеми приходи во буџетот. Првото е зголемување на акцизата на дизелот за 3 денари. Зошто? Бидејќи таа ќе ни донесе поголеми приходи. Ако сакате да правиме даночна практично фискална консолидација, ни требаат повеќе приходи во буџетот. Ефектот е ставен тука. Сега во Македонија ние треба да решиме дали сакаме да продолжи ова што постоеше барем десетина години наназад, значи да не се направи никаков обид за консолидација, а секој што ќе повара или секоја интересна група, владеачката елита да му дава пари и да не ги интересира дали ќе растат приходите, туку само да се задолжува, или сакаме постепено да почнеме со мерки на консолидација. Битно е дека ова што го воведуваме, значи ЕУ согласување и со ЕУ стандарди, што го предлагаме, зошто? Бидејќи ЕУ препорачува висината на акцизата на дизелот да изнесува 33 евроценти, во моментов во Македонија е 20 евроценти и со планираното зголемување, значи зголемената акциза ќе биде многу под тоа што го препорачува Европската Унија. Второ нешто што е многу битно е дека тоа јавноста најмногу што ја интересира, дека и со предвиденото зголемување на акцизата, практично цената на дизелот во Македонија
повторно ќе биде убедливо најниска во регионот. Во моментов е 0,8 евра. Втора најниска после нас е во Албанија, односно извинете во Косово со 1 евро. Значи повторно ќе бидеме далеку под втората земја Косово. Ова е првата мерка за консолидација на страна на приходи. Втората е да биде чисто, значи ние, бидејќи се отвори во медиумите како шпекулација, апсолутно стапките на придонеси ќе ги оставиме исти. Ние овде правиме само една корекција, тоа е да се зголеми максималната основица на плаќање на придонеси. Во моментов изнесува 12 просечни плати, нашиот предлог е да изнесува 16 просечни плати. Мислиме дека тоа е од страната на праведноста и второ, секако ќе донесе до дополнително полнење на фондот за пензиско, каде што многу години наназад се отвара една огромна дупка. Значи, ова решение е практично да воопшто да не го оптовари трудот, да не ги оптовари бизнесите, но оние со екстремно високи плати, мала нијанса, дополнително делче, повеќе да го полнат пију. Исто така, бидејќи е битно и за вас, ние и дури кога го зборувавме и со останатите страни, го апострофиравме, бидејќи ние имаме приходи од ДДВ и потоа правиме поврат на ДДВ на фирмите. Значи, до сега, јас со цел кредибилитет можам да кажам дека не постои фирма, значи, која што низиниот поврат бил излечен од трезорот и бил забрзан, туку за сите подеднакво е забрзан повратот на ДДВ. Например, во месец октомври беа исплатени 2 милиарди денари поврат на ДДВ, а ако го земете првото полугодие на 2017 година, повратот на ДДВ се движи негде милиарда, милиарда и 200 до милиарда и 500 најмногу. Ние месечно, ние ова ќе го продолжиме, бидејќи сакаме бизнисите прво и правиме се уште повеќе да го забрзаме, бидејќи сакаме вие да имате многу побрзо да ги добивате овие пари, да имате ликвидност, да имате повеќе поголема економска активност, дека тоа ќе донесе добро на економијата. Ова се, значи, вкупните расходи, функционалната распределба. Гледате, најголема е пензии, социјална и детска заштита, тоа е разбирливо, тука се главно пензиите. Втора најголема област е економски развој и финансиски работи. Ќе зборуваме повеќе во детали за оваа област, но треба чисто за вас да знаете дека во тука во овој црвен дел практично се вклучени средствата за сервисирање на долгот на државата. Потоа одат оние столбови на општеството како што се образование и здравство, и сега повеќе ќе зборуваме во наредниот период за клучните определби. Ако го гледате предлог буџетот, сега одиме тековните расходи па по нивните најбитни елементи. Прво, плати за стоки и услуги. Практично кај расходите за плати, тие се проектирани на 27,1 милиарда денари, а треба да знаете дека тука се предвидува зголемување на припадниците на армискиот состав, на платите. Зошто? Бидејќи, ќе кажам и понатаму, има еден слайд за тоа, но ние практично од 2007, ако ги гледате буџетите на одбраната, тие цело време се намалуваат. И ова е прв буџет, значи за 2018 година, кога јасно кажуваме, буџетираме многу повеќе пари за одбраната, бидејќи јасно кажуваме дека и во финансиите дека наша определба е да Македонија да се интегрира во НАТО. Дел од тоа зголемување на парите во одбраната ќе оди за армискиот состав и ќе се зголемат нивните плати. Сега мислам, пред вас нема потреба да зборувам зошто интеграцијата во НАТО е важна, но мислам дека НАТО и во Македонија, во наше општество, мора да го гледаме како нешто пред се што ќе донесе стабилност, што ќе донесе нови инвестиции, што ќе донесе
забрзување на економијата и дека тоа апсолутно е една од главните определби за наредниот период. Океј, следно нешто, сега плати втора ставка гледаме стоки и услуги. Расходите за стоки и услуги, ако ги гледате, се пониски за 420 милиони денари и при тоа треба да знаете дека во Министерството за одбрана се зголемени за околу 200 милиони денари. Ако ја тргнете одбраната, ги гледате сите заедно буџетски корисници, овие расходи за стоки и услуги се намалени практично за околу 600 милиони денари. Ние планиравме се што е, значи сите обврски на буџетските корисници редовно да се измируваат. Практично намалувањето е во најголем дел за онаа ставка во буџетот која што се вика други тековни расходи, а таа други тековни расходи за оние кои што подобро ги знаат буџетите на земјата, се пари кои што се горе-доле во субјективна контрола на лицата на власт, од репрезентации и слично, значи сериозни 400 милиони денари исековме од таму. Следно нешто, одиме трансфери. Трансферите се планирани на ниво од 134 милиарди денари. При тоа, еве, тука ги гледате клучните ставки. Зошто имаме зголемување некаде за околу 6,6 милиарди денари тука. Прво, пензии. Пензиите изнесуваат 54 милиарди денари или повеќе за 2,1 милиарда денари во однос на 2017 година. Тука, значи, секако дека дел е покривање на оној дефицит на фондот за ПИОМ, но дел е и заради можност за редовно законско согласување на пензиите. Второ нешто, активни политики за вработување се планирани во износ од 988 милиарди денари, односно зголемување за 100 милиони денари во однос на буџетот за 2017 година. Значи, ова се мерки практично добар дел и за поддршка на бизниси, значи кои што ќе даваат различни можности за креирање на нови работни места. Надоместокот за невработеност ќе изнесува 950 милиони денари, има раст од 184 милиони денари пред се заради решавање на проблемот со стечајците. Сега субвенциите и трансферите изнесуваат 17,3 милиарди денари и при тоа треба да знаете дека поддршка за предпријатијата, ова е прв буџет во историјата која што сумата за поддршка на предпријатијата изнесува 2 милиарди денари, при тоа поддршка за домашни предпријатија изнесува 1,1 милиарда денари. Добро знаете дека практично сериозна сума сите буџети наназад поддршка на домашни предпријатија изостануваше. Исто така и тука со овој буџет ја продолжуваме поддршката на странските компании, таа изнесува 970 милиони денари државна помош, значи севкупно е 2 милиарди денари. Исто така, во овој буџет се обезбедува средства за нормално функционирање на македонска телевизија, практично да не се плаќа радиодифузна такса. Исто така се обезбедува според законот поддршка за минималната плата и слично. Субвенциите во земјоделието заедно со руралниот развој изнесуваат 8,4 милиарди денари. Кај трансферите, сега едно од главните зголемувања, значи клучно зголемување правиме кај здравствената заштита, значи каде што се обезбедуваат 1,1 милиарди денари повеќе. Зошто? Значи, обезбедени се средства за 5% покачување на платите на докторите и медицинските сестри од септември 2018 година, како и за редовно, значи за обезбедување повеќе средства за редовно функционирање на здравствените услуги, пред се во јавното здравство. Исто, многу важно во овој буџет, голема промена е што до општините, до единиците за локална самоуправа, планирани се практично дополнителни 893 милиони денари во однос на 2017 година. Зошто? За две големи работи. Првата е за да можат општините да си ги плаќаат своите делегирани, значи своите обврски за овие делегирани надлежности. Пред се градинки,
основни училишта, значи исто така во култура, заштита на стари лица. Ние со тоа што излеговме како кои се обврски, нели, кои што беше барање, едно од барањето и на Коморава, кои се обврски на сите елементи во системот, јасно се види дека во општините тие многу кратно се напластувани низ годините. Ние сакаме сериозно да почнеме, значи да чистиме дел од овие обврски и практично да им дадеме на општините, посебно она што е клучно, градинки, школи, да имаат воздух, нормално да функционираат. Исто така, обезбедени се средства за зголемување на платите за вработените во основните и средните училишта и детските градинки, значи на лицата што работат во детски градинки, за 5% почнувајќи од септемвриска плата 2018. Значи, што е клучна идејата, ние ќе платиме тоа што е темел на општеството, а тоа е образование и здравство, платите да се зголемуваат. Исто така, во буџетот предвидуваме нови вработувања во детските градинки, бидејќи ако ги погледнете податоците и во медиумите доста се зборуваше за тоа во минатите години, опфатот на деца во детските градинки е пренизок, значи ние сакаме да создадеме повеќе услови за тоа. Капитални расходи, веројатно за вас тие се многу важни. Значи капиталните расходи се проектирани на нивоот 24,7 милиарди денари, растат 1,3 милиарди денари во однос на 2017 година. Тука имаме некаде околу 400 милиони евра за капитални инвестиции. Јас ќе одам во детали да ги видите каде планираме, практично кои се клучните. Например, патна и железничка инфраструктура се предвидува 3,5 милиарди денари, завршување на патна делница Демиркапија Смоквица, реконструкција на железничка инфраструктура од коридор 10, коридор 8, до изградба на железничка пруга Битова Кременица, оваа беше закочена, сега се правиме да го откочиме процесот. Изградба на патна секција градско Дреново. Тука е многу важно за вас да знаете дека ова е тоа што оди преку буџетот, исто така има средства кои што поминуваат преку јавното предпријатие за патишта. И таму има сериозна изградба на патишта. Исто така, комунална и енергетска инфраструктура, 5,9 милиарди денари за сериозни средства, некаде 2,1 милиарда денари за гасовод, значи национален гасоводен систем. Мислиме дека тоа е многу важно, бидејќи ќе ги намали трошоците било за фирмите, било за граѓаните. Се предвидуваат водоводи и канализации во многу населени места, пречистителни станици, рамномерен регионален развој. Исто така за инвестиции во ТИРЗовите се предвидуваат 431 милион денари. Во образование и спорт за детски градинки и изградба и реконструкција на основни и средни училишта 2,4 милиарди денари, универзитетски и студентски домови и спортски објекти, здравство 1,9 милиарди денари и така натаму, да не влегуваме во детали. Сега, во нашата јавност, многу години наназад, имаше дебата колкави се капиталните, посебно кога се исфрлаше буџет, и сите главната тема беше колкави се капиталните инвестиции за да видиме дали е развоен или не е развоен буџетот. Во основа, многу години наназад имаше исфрлени капитални многу високи инвестиции, потоа со ниска реализација. Ние во овој буџет сакаме тоа да го смениме. Значи, проектираме капитални инвестиции на 24 милиарди денари, например со буџетот во 2017 година беа проектирани на 27 милиарди денари, а треба да знаете Македонија никогаш не реализирала повеќе од 19 милиарди денари. Значи 24, главно е да успееме да ги реализираме, е сериозно придвижување од минатите години. Многу години биле 15-16 милиарди денари, не повеќе од тоа. И при тоа, добро, значи, главниот квалитет е што овде главните средства се за цврста инфраструктура, сериозни патишта, гасоводни системи, друго е да имате капитални инвестиции кои ќе прават фасади, споменици, лијат, не знам, нешто надвор од земјава, или ќе купуваат автомобили. Ние водевме борба и на огромен број на буџетски корисници, им ги скративме купувањето на коли, бидејќи
тоа се води во капитални инвестиции, но не се онака, не се црсто, нешто што ќе остане, што ќе направи мултипликативен ефект со економијата. Океј, јас знам дека можеби повеќе од тоа што е планирано зборував, е пред да одам на клучните поенти на предлог буџетот, значи како еден заклучок од моја страна, ќе кажам дека бидејќи сега зборуваме за предлог буџет, а многу битно е и извршувањето на буџетот. Значи, практично битно е како ќе биде оној процес на јавни набавки. Тоа е, значи, исто така приоритет на Министерството за финансии. На почетокот ја спомнав таа стратегија за управување, за реформи во јавните финансии, која правиме заедно со ЕУ. Еден од исто така важните елементи е како Македонија да го подобри, да има поефикасно управување со јавните набавки. Заради тоа ние имавме настан во делегацијата на Европска Унија во петокот, каде што имаше експерти од Сигма, кои што се експерти токму за системот за јавни набавки. Ние во Министерството за финансии веќе почнавме да работиме на измени на законот за јавни набавки, кога ќе имаме, нашиот план е до октомври 2018 година да го затвориме процесот, значи да излеземе со нов закон, кој ќе го правиме заедно со ЕУ, заедно со експертите на Сигма, бидејќи сакаме новиот правец да биде во насока на ЕУ пракси, на подобрување на стандарди, на настанот во петокот од многу експерти, било од внатре во земјава, било од надвор од ЕУ и од Сигма, беше кажано дека, веројатно вие многу добро го знаете тоа, дека постојните законски решенија од 2007 година се веќе 15 пати менувани, посебно измените од 2014 година го оддалечија законот за јавни набавки од ЕУ стандардите и праксите, и ние практично со поддршка и од ЕУ и од Сигма, како прв чекор и предложивме на владата да се укине Советот за јавни набавки. Зошто? Бидејќи тоа го кочеше целиот систем, а исто така создаваше многу голема бирократија и практично не овозможуваше, дури можеби кочењето не би било толку страшно ако дало позитивни ефекти во однос на спречување на употреби, а не го направило тоа. Така да ние влеговме во овој процес. Исто така и имате да знаете дека ќе бидете и поканувани, ќе сакаме вашето мислење да го слушнеме секогаш кога ќе излеземе. Ние имаме точно договорено како ќе одиме со временска рамка на јавни дебати и на прв нацрт, предлог закон, втор нацрт, значи ќе сакаме токму од вас да го слушнеме мислењето. Бидејќи многу пари во државата се трошат преку државата, преку сите институции во системот, и сакаме ова да го направиме во насока на ЕУ, на подобри пракси, а не да одиме и исто така, затоа и не брзаме ни за ова. Сакаме да го направиме како што треба и земјата да си фати вистинска насока, а не како што беше до сега, нешто на брзина да се смени и потоа повеќе да се расипува системот, него да се направи плюс. За ова имаме целосна поддршка и од ЕУ и од Сигма и ќе се обидеме посебно од владата, но подпред се од Министерството за финансии, за клучни менувања, даноци, систем на јавни набавки, да биде вака, значи да биде целосно отворен процес, да биде не нешто истрчено и на брзина, туку кога ќе го поставиме да знаеме дека многу години наназад Македонија ќе се движи во таа насока. Бидејќи секоја паметна земја така го прави. Да заклучам, значи, кои се клучните поенти на буџетот? Имаме реални макроекономски проекции. За прв пат Министерството за финансии од 1991 година до сега прави корекција на БДП во тековната година, која го објавува предлог буџетот за следната година. Ова е додадена вредност, бидејќи просто не дозволуваме да имаме повисока основа за проектирање, која што ќе ни даде лажна слика на проекцијата. Не, сакаме да имаме точна и да бидеме кредибилни. Второ нешто што е многу важно,
овој буџет јасно покажува дека имаме намера да почнеме и на среден рок да направиме фискална консолидација во Македонија. Значи, проектираме буџетски дефицит од 2,7%, годинава е 2,9%. Значи, имаме мерки и на страната на расходите, и на страната на приходите за да почне тој процес. Мислиме дека е важно во Македонија, значи и сега и вие треба да го дадете. Гледаме во јавноста има различни интересни групи кои ги даваат своите мислења, но важно е да кажеме во Македонија дали сакаме да продолжиме како до сега, значи да продолжиме со повеќе, значи ветувања и или сакате да почнеме да правиме ред и да ги средуваме работите. Второ нешто, и при тоа ова што го правиме, го имаме, значи целосно во предвид, ја имаме состојбата во економијата во првото полугодие, значи знаеме дека е забавена, дека имаме економски пат и сакаме да излечеме економијата. Значи и тоа е многу важно при нашата проекција на буџетскиот дефицит. Исто така се одлучуваме да буџетираме многу повеќе пари во одбраната, бидејќи тоа е секако за да почне Македонија и во одбраната да се доближува до НАТО стандардите, но секако дека ова е цврста определба дека ние сме решени како земја, веројатно ова е најсилната порака која што можеме да ја пратиме, дека сме решени како земја да се интегрираме во НАТО и тоа ќе има огромни придобивки и за граѓаните и за фирмите, бидејќи така е значи искуството на многу земји, тоа е едно сидро на безбедност кое што ќе ги придвижи силно работите напред. Следно нешто предвидуваме, значи етапен пораст на платите во стобовите во општеството, покрај во армијата, во образованието и здравството, значи во градинки, основни школи, средни училишта, исто така и во здравство, доктори и медицински сестри. Мислиме дека вие добро знаете, која беше брзината на задолжувањето до сега, која е состојбата во економијата, но ние сепак, имајќи ги, знаете дека е забавена економската активност, но имајќи ги сите овие работи, ние според можностите гледаме да буџетираме поголеми плати во стобовите на општеството и мислиме дека е тоа исправно. Следно нешто, обезбедуваме средства за стабилна социјална заштита на населението, значи средства за целосна и редовна исплата на пензии и овозможување според проекцијата според законските оние можности да дојде до усогласување и на раст на пензиите, исто така социјалните трансфери да се исплаќаат навремено. Предвидуваме постепен пораст на средствата за рамномерен регионален развој. Тука имаме за прв пат буџетирана во еден македонски буџет, имаме поддршка, буџетска државна поддршка за домашни предпријатија. Многу пати сме зборувале, порано беше скоро непостоечка, сега имаме сериозни средства кои што ќе бидат за поддршка на практично на фирмите, за тие да отвараат работни места и да влегуваат во инвестиции. Исто така, значи која што заедно со државната поддршка за странски предпријатија изнесува 2 милиарди денари. Порано ќе кажам, например, во Министерството за економија, поддршката за мали и средни предпријатија за домашните изнесуваше 9 милиони денари во буџетот. Чисто за споредба. Значи средства за радиодифузна такса да граѓаните да не плаќаат, односно радиодифузниот сервис се префрла на буџетот за нормално функционирање пред се на македонска радиотелевизија. Ние тоа што беше со закон за минимална плата предвидено го буџетираме за предпријатијата да имаат поддршка и да не дојдат вработени во ризик од отпуштања. Исто така предвидуваме средства за земјоделски субвенции и слично. И многу е важно дека тоа што го почнавме кај ребалансот, сега го продолжуваме се што може од оние субјективни, значи
трошоци во рацете на носителите на власта, тука најмногу се, како што кажав, оние други тековни расходи кои што најголем дел се репрезентации и слично, ги кратиме за 400 милиони денари, значи сериозно намалување. И многу е важно во овој буџет обезбедуваме многу повеќе средства за финансиско зајакнување на општините. Ти имаат проблеми посебно за да им се извршуваат оние делегирани надлежности, значи обезбедуваме повеќе да дадеме повеќе воздух, финансии за градинки, школи, дејности од културата што се во локална надлежност. И нашата идеја е да имаме капитални инвестиции. Овде гледате бројка од 400 милиони евра, од кои што најголем дел се повеќе од 80% се нешто што и треба, тврди инвестиции, нешто што и треба на економијата. Се имате патишта, гасификација, железнички пруги и главната борба ќе биде во реализација, значи вистински ова да се реализира, бидејќи тоа ќе донесе мултипликативен ефект за економијата.